Здраво! Ова е најновото опуштено лајт дружење на програмата на ТВ Стар, а во него ја расчистуваме дилемата за тоа колку се суеверни хороскопските знаци. За ова и за многу други содржини ќе гледате само во денешното издание на Лајт. Започнуваме со првата содржина за денес, а таа се однесува повторно на жените. Истражување колку жените ги избегнуваат гакичките кога издегуваат секако. Едно од француските списанија неодамна спроведе истражување за тоа колку од жените не носат гакички. Резултатите шокантни, цифрите воопшто не се за запоставување. Дали вам некогаш ви паднало на памет оваа тема? Има луѓе кои дефинитивно се многу креативни во областа на истражувањето, па еве, наред дојде и долната облека. Резултатите добиени од спроведеното истражување покажуваат дека дури 25% од жените излегуваат од дома без гакички, без разлика на тоа дали се облечени во здолниште или панталони. 13% од жените отворено признале дека ова го прават од време на време, односно барем еднаш неделно, додека 7% од испитаничките признале дека ова го практикуваат нон-стоп. Било да го поддржувате или негирате овој тренд, треба да знаете дека ваквите екзибиции ја зголемуваат самодовербата кај жената, прави да се чувствувате секси и придонесува за подобрување на нивото на сексуалниот живот. Сега е време да ја погледнеме занимливоста. Што подготвивме? Таа е малку лижачка. Лижачка велам да, но зошто? Ако погрешно ме свативте, ќе се поправите доколку го погледнете прилогот. Дизајнерките од САД Емили Балк и Карла Диджейн измислија интересно ладно задоволство кое овозможува, додека го лижете вашиот сладолед, да компонирате музика. Всушност, во корнетата на сладоледот се наоѓаат сензори кои го регистрираат секое лижење и се испраќаат електронски сигнали до компјутер, кој пак сигналите ги претвора во музички ноти. Мелодијата настанува од начинот и брзината на одлижењето. Користејќи го овој сладолед, четворица уметници во Њу Јорк одржале мини концерт. So what you see Дали некогаш сте помислеле колку хороскопските знаци се поврзани со суеверието кое што се јавува кај луѓето? Ево продолжение го имаме одговорот. Суеверие, празноверие, верба во празно, односно во ништо, верување во нешто што не постои, верување во невозможни работи, како на пример во постоење на баба Рога, верување во постоење на вампири, на пример верувате дека црната мачка носи несреќа или дека бројот 13 сам по себе носи лоша среќа. Верувале или не, секој од хороскопските знаци е склон кон суеверие, па така Скорпиите редовно се консултираат со нумеролози и астролози, а јарците цела вечер размислуваат со каква амајлија да се заштитат себе и фамилијата. Што мислите, постои ли поврзаност помеѓу хороскопските знаци и тоа колку се луѓето суеверни? Тие работи мене воопшто не ме занимаат. Ја мислам дека постои. Па да? Постои. Па мислам дека постои нешто, што И како што претпоставувавме, поврзаност помеѓу хороскопските знаци и суеверието кај луѓето има. А еве и кој хороскопски знак на што е склон? Родените во знак Овен се најцврсти кога е во прашање суеверието. Едноставно, низ шега можат да веруваат во звонење во уво, кое би символизирало убав газ ке добиете за кратко време. Биковите сакаат да читаат хороскоп, а веруваат и во гатање во филџан. Близнаците пак веруваат во се што ќе слушнат, ама најголем предзнак им е чешањето на дланката, со сигурност ќе земат пари. Раковите не дека се толку суеверни, ама немојте да се изненадете доколку видите закачена подковица на вратата. Кога е во прашање суеверието на родените во знакот Лав,
Ќе тропне во дрво за да не биде налошо, додека девиците анализираат суеверие или парапсихологија. Во тајно джепче на девиците можете да најдете кршче или бројаница. Вагите веруваат во паралелен свет, а скорпиите често посетуваат бајарици и гатачки. Стрелците не веруваат во бабини приказни, но сепак се придржуваат на правилата, додека јарците постојано бараат нова мајлија. Водолиите ја сакаат астрологијата, нумерологијата, веруваат во тарот карти, а рибите сакаат да сонуваат и да ги толкуваат соновите. И како и секогаш, за крај го оставаме предлог филмот. Она што денес го имаме како филмски предлог е Free Rider од 2013 година во траење од час и 26 минути. Режија Шана Бейтс. Жарн, трилер, акција, драма. Yeah, but doing what? It's just pot. First things first, the rules. 1, no sampling the load. Last man's storing some stuff in there and we need to be cool about it. That's for Bugsy? That's not. Wow. 2, never ever throw a load. 3, no relationships inside the organization. Hey, I didn't think you guys were gonna make it. We in trouble? Sure looks that way. Sometimes we do what we have to do what we want to do. Coast Guard. He wants me to go down for him, and there's no way. Just think for a minute. There's no time to think! Let her bail and get over the rail here. I'm not touching it. We have a problem. I told you no one goes in there! And we could leave. There's 3 of me. It's not that simple. What's gonna happen? 2 men were just discovered lifeless. Ова наше денешно дружење го завршуваме со една порака или мисла на денот, која што е наменета само за жените. Таа гласи вака: доколку почувствувате дека фармерките ви се тесни, не купувајте хиланки, туку купете салата. Јас ве поздравувам и ве оставам, се надевам, во одлично расположение. Се гледаме утре со нови содржини. Чао, чао!